Здраво дечки, Атанас Кираковски тука со уште едно интересно видео за употреба на табуларните уредувачи, како што се Excel, како што е, например, Google Spreadsheets, кој што и го употребувам во овој момент. А денеска имам еден интересен алгоритам кој што го направив, односно тоа е алгоритам кој што ќе ни помогне да пресметаме времетраење на композиција преку броење на ноти во дадена музичка партитура. Еве, например, тука имаме една музичка партитура, ова е мала ноќна музика или мала ноќна серенада на Моцарт. Ова мислам дека беше дело за пијано, каде што може да видиме дека има ноти, нормално, со различно време траење. Има цели ноти, има половинки ноти, има четвртинки ноти и така натаму. И нам би не интересирало, значи без да ја исвириме цела композиција од почеток до крај и тоа да го мериме, значи без воопшто да се смири доколку би се избројале нотите заедно со нивниот вид, односно со нивното поединечно време траење, би не интересирало дали може да се определи време траењето на ова музичко дело. Зошто е тоа полезно? Зошто овој алгоритам би бил полезен? Затоа што би ни помагал да го прескокнеме серискиот процес на свирење на целата композиција од почеток до крај и би го направиле процесот повеќе или помалку паралелен, доколку, например, во иднина развиеме компјутерски систем на компјутерска визија или вештачка интелигенција која што ќе биде способна да ги екстрахира овие ноти за многу кратко време, да им ја определи нивната брзина, односно нивното време траење и скоро инстантно да ни даде одговор колку оваа музичка партитура би траела кога би се отсвирала. Сега, како изгледа тоа? Во колона А го имам, првата колона ми го представува глобалното темпо. Во овој случај глобалното темпо е брзината со која што се свири одредена мелодија, нели? Тоа е уште дефиницијата за темпо и природно тука ја имам калибрирано таа брзина, тоест дефинирано како еден удар, една секунда. Типично нотите се мерат во број на удари, например целата нота трае 4 удари, половинката нота трае 2 удари и така натаму, но проблемот со ударите е што се релативна скала и во овој случај ја мапирам таа релативна скала на време траење од 1 секунда, значи еден удар е еднаков на 1 секунда. 60 удари би биле еднакви на 60 секунди. Значи, изразено во глобално темпо, бројот 60 би значило дека може да се би траела таа композиција 60 секунди, односно 1 минута, доколку е составена од, например, 60 четвртинки ноти, кои што траат 1 секунда. Океј? Затоа еве го променив тоа тука и во вкупното време траење во минути добиваме 1 минута. Така. Значи ова е темпото од 60 beats per minute, што се нарекува на англиски, или отчукувања во минута или удари во секунда, еве јас го дефинирам тука за полесно да го разложиме проблемот. Во колона Б се изброените ноти. Например, во овој случај имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму, и секоја нота треба да се идентификува според време траењето во удари, нели? Ако е цела нота би била 4 удари, односно би траела 4 секунди во нашиот случај, ако е половинкава нота би траела 2 секунди и така натаму. И со цел да видиме како ова би функционирало, еве да речеме сме изброиле ноти во дадена партитура, за полесно да го надминеме ова, мислам да не пишувам бројки од памет, ќе напишеме една Excel функција која што ќе ни генерира бројки, односно тоа ќе бидат теоретски или фиктивни изброени ноти во дадена партитура. Еве да речеме rand between е
формулата која што користиме и сакаме да ни генерира бројки од 1 до 100. Значи да земе некоја произволна бројка во овој опсек. Тоа е 54 првиот пат го генерираше и така натаму. Со секој рефреш на табуларниот уредувач да ви биде јасно дека ќе се рекалкулира формулата и секој пат ќе ви дава нови вредности, затоа е битно, еве сме ги генерирале тука да речеме овие, еве уште еднаш да ги генерираме по некој си случаен избор, битно е да ги копираме и да ги зачуваме како вредности, за да не ни се рекалкулираат секој пат. Ако видите сега тука во, еве да речеме во формула полето, сега гледате дека самите вредности се само запишани, самите бројки кои што беа генерирани со претходно rand between формулата. И еве ги генериравме и сега да ги ископираме само во изброени ноти полето. Paste special, paste values only. И сега може да видиме дека теоретски некоја партитура имала 33 цели ноти со времетрање од по 4 удари. Имало 2 половинки ноти, имало 38 четвртинки ноти и така натаму. Сега во колона С се нотите, нели, цела нота, половина нота, четвртина нота и така натаму. Во колона Д е времетрањето, тоест ударите на секоја нота. Значи целата нота има 4 удари, половинката нота има 2 удари и така натаму. Додека во колоната Е ги пресметуваме, ги конвертираме, тоест ударите, времетрањето на секоја поединечна нота во подзбир на времетрање кој што е изразен во секунди. И еве како е пресметано, значи тука го умножиме полето B2, значи бројот на изброени ноти, со времетрањето во удари, кое што е напишано во келијата D2. И доколку се пресмета, значи тоа, доколку ја направиме таа пресметка на сите ноти надолу, ќе видиме дека добиваме колку вкупно, кога ги селектираме, гледаме дека добиваме 232,8 или 9, односно 233 секунди вкупно. И сега нам не интересира кога ќе ги собереме сите овие секунди, колку излегува должината на таа музичка партитура, односно на таа композиција при глобално темпо на свирење од 60 удари во секунда. Тука ни покажува дека таа композиција би траела 3 минути и 53 секунди и ова е пресметано на тој начин што е сумиран овој опсек во колона Е, значи секундите, и е поделен со бројот на секунди во еден ден, значи во 24 часа, пошто е потоа поделено со некаков индекс на темпо. Тој индекс на темпо би бил, ако е 60 удари во минута, тогаш би бил 1 тој бизнес auto индекс. Доколку се забрза тука темпото на 120, кога би се дуплирало, тука би бил тој индекс, како би му дошло, 120 поделено со 60 би било 2. И така натаму, значи, тоа на некој начин ја заокружува, значи го заокружува целото времетрање. И само битно е да напоменам дека форматот на оваа келија F, која што употребува оваа експресија, треба да биде наместена на да означува duration или времетрање. Инаку нема да ви биде вака фино форматирана и изразена во овој формат. Доколку, например, го зголемиме темпото од 60 на 120, ќе видиме дека композицијата стана многу побрза, односно се преполови времето на времетрање, тоест времетрањето на таа композиција, затоа што сега дупло побрзо ја свириме. Ако ја свириме, например, на 30 удари во минута, би трала многу подолго, се разбира. И така натаму, значи, ова е интересен прототип на алгоритам, со кој што, нели, подоцна може да се развие и некаква си компјутерска алатка, која што ќе може да брои ноти, да го одредува нивното индивидуално времетрање, да ги сумира и на крај да го пресмета вкупното времетрање во минути на одредена музичка партитура.
Се надевам дека ова ви беше еден интересен и скокотлив час, една интересна лекција која што ќе ве инспирира и понатака да употребувате Excel и Google Spreadsheets за некои си ваши интересни мини научни проекти. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!